Добар ден, почитувани, добре дојдовте во уште една нова телма амбуланта, реализирана во соработка со клиничката болница Жан Митрев. Симетријата на лицето често се смета за еден од главните показатели за атрактивноста на мажите и жените. Така се проценуваат естетските карактеристики на физичката убавина. Но дали апсолутната симетрија е секогаш убава? Дали можеме да направиме ремоделирање на лицето без хируршки нож, односно да го подмладиме, ревитализираме лицето, да ги коригираме оние ситни недостатоци кои што ни пречат само со употреба на филери и ботокс. При тоа ќе постигнеме ли симетрија? За сето ова подетално од разговорот со гостинката која ще денеска во студиото на Телма, тоа е доктор Анџелка Илиева, специјалист по дерматологија во Жан Митрев клиник. Започуваме веднаш по рекламниот блок. Можеме ли да го ремоделираме лицето без примена на хирургија, односно со нехируршки методи, ќе ни објасни доктор Анџелка Илиева, специјалист по дерматологија во Жан Митрев клиник. Добар ден, докторке. Добар ден. Драго ми е што сте во студиото на Телма и што ќе разговараме за една многу актуелна тема. Добро ве најдов и благодарам за поканата. Ќе започнеме веднаш со симетријата на лицето, бидејќи симетричните лица се сметат за исклучително привлечни. Но колку се чести оние луѓе што имаат правилна симетрија на лицето? Да, навистина симетријата е една мерка која што представува навистина мерило за убавина, односно се смета дека колку попропорционално и симетрично лице е поубаво. Меѓутоа, во реалноста, симетрија во човековото тело, особено во човековото лице, скоро да не постои. Вистина, многу ретко има пациент кој што е приближно симетричен. А симетријата е нормална и всушност тоа е убавината и индивидуалноста на секој еден пациент. Така. А се случува ли некој да има правилна симетрија на лицето, но при говорот да се јавува некаква асиметрија? Да, апсолутно да. Тоа е така наречената мимичка асиметрија. Навистина има пациенти кои што различно гестикулираат во зборувањето. Сите ние различно гестикулираме, помалку или повеќе. Се случува некој при зборувањето да ја подкрива едната веѓа или аголот од устните да го подкрива на едната страна, така да тоа се така наречени мимички асиметрии кои што навистина се присутни. Токму затоа и кога ќе дојде еден пациент, лекарот, докторот кој што се бави со естетска дерматологија, најпрво треба да направи една така наречена лицева проценка, да процени дали постојат симетрии, при тоа се испитува лицето и при зборување, додека зборуваме всушност со пациентот, бараме да се насмевне, за да може навистина да процениме пред да пристапиме кон третман, дали постои таква асиметрија, која што најверојатно би била уште понагласена доколку би се имплантирал некој производ и така натаму. Дури може да се нагласи, а не само да се избегне. А дали асиметријата се потенцира со текот на годините, односно со старењето? Да, за жал со старењето, затоа што знаеме дека лицето губи волумен, кожата свиснува, токму затоа како што се нагласуваат брчките, мимичките брчки, се нагласува и таа асиметрија, доколку еве например мимичка асиметрија. Тука можеме да ги погледнеме фотографиите кои што ги издвоивме и се однесуваат на правилната симетрија на лицето. Има фотографии од Джордж Клуни, Бред Пит, Анџелина Џоли, Дензел Вашингтон, Селма Хаек, Сара Джесика Паркер, Пенелоп Круз, но и некои други непознати ликови, каде што се проценува левата и десната симетрија, односно како тоа се прави, докторке, можете ли да ни објасните? Навистина, бидејќи пациентите кога пред да извршат некаква естетска корекција, не толку многу се загледуваат во сопствениот лик. Дури во последно време со, да кажеме, трендовите на социјалните мрежи, со таа селфиманија, навистина се повеќе пациентот станува свесен за својата асиметричност, која што инаку е евидентна постојано. Многу лекари кои што се бават со естетска медицина во светот, токму во обите да му објаснат на пациентот дека навистина идеална симетрија не постои, се правени такви монтажни фотографии во кои што се гледа дека доколку било кој од овие познати убави дами или мажи
се спојат левата или десната страна, навистина изгледаат доста чудно. Така, ова е оригиналната фотографија, левата симетрија и десната симетрија. Каде што најубава е оригиналната фотографија. Апсолутно, најубава е оригиналната фотографија и тоа е вистината дека всушност таа индивидуалност и блага асиметрија која што сите жени знаат дека имаат своја лева и десна поубава страна, односно некој се допаѓа повеќе од едната, некој од другата страна. Да, вело овој профил ми е поубав од другиот. Да, дури при снимањето во студио понекогаш велат седнавме каде што не е мојот профил. Да. Каде што не ми е поубавиот профил, но кога ќе се направи потоа симетрија со поубавиот профил на другата страна, повторно ликот не е она што е, не се задоволни. Не е запазена, точно така. А доаѓаат ли кај вас пациенти да речат сакам моето лице да изгледа симетрично? Апсолутно да. За жал во последно време, како што кажав, со можеби влијанието на социјалните мрежи се повеќе постои тоа барање, односно токму затоа ако пациентот или откако ќе изврши естетска корекција, како што кажав, тој навистина почнува многу повеќе да се гледа или повеќе да се фотографира, независно дали од левата или од десната страна, и всушност тогаш воочува дека постои асиметрија и дефинитивно доаѓаат на повторни естетски корекции каде што бараат изедначување на левата и десната страна апсолутно. И тогаш во суштина, знаете како ликот не е фотошопирана фотографија и навистина ние лекарите кои што се бавиме со ова нешто мораме тоа нешто да му го објасниме на пациентот. Значи тоа е всушност нашата работа. Дека во живо не може пациентот да изгледа онака како што би изгледал на една слика која што е фотошопирана или слика која што е направена со еден филтер. Знаеме дека по социјалните медиуми постојат алатки со кои што всушност пред да се фотографира пациентот веќе има зададено опции во кои што не знам се нагласени јагодици, шилест, испарчен нос, волуменозни усти. При тоа ние вака од естетски аспект анализирајќи ги тие фотографии би кажале дека се навистина несиметрични, затоа што разгледувајќи ги пропорциите, кога еден лекар треба да изврши естетска корекција на пациентот, всушност се стреми да го направи ликот пропорционален. Значи, ако пациентот има навистина истакнат поголем или крив нос, нормално сака да го коригира, токму заради тоа што треба да се вмести во останатиот дел на ликот за да биде во целина лицето попропорционално. Значи, тој тренд, да кажеме, на одредени делови од ликот да бидат понагласени од останатите не е всушност вистинското мерило за убавина. Но доаѓаат, претпоставувам, често со фотографии фотошопирани, особено на усните, гледаме многу често пренагласени усни и сега има еден тренд горната усна да биде поголема од долната. Да, за жал постои тој тренд, особено меѓу, да речеме, помладите девојки, затоа што пак ќе кажам ова доаѓа од некои алатки кои што се користат на социјалните мрежи. Апсолутно по естетски правила и пропорции горната усна треба да биде, ако еден дел, 1 наспроти 1.6, еве идеално би било горна наспроти долна усна. Значи долните усни треба да бидат речиси 2/3 поголеми од горните за да би имало, еве на пример усните на Анџелина Џоли, апсолутно доста по експонирана и понагласена долна усна од горната, токму затоа и се смета нели една од поубараните или поубавите усни при естетски корекции. Апсолутно би требало тој сооднос да биде обратно. Да. Но инсистираат на такви усни? Да. Ги правите во тој случај? Во смисла зависи од лекарот. Ако ме прашувате лично мене, јас секогаш му советувам на пациентот онака како што сметам дека треба да изгледа. Затоа што лекарот и пациентот се тие кои што взаимно треба да се најдат некако, да најдат на заеднички став и на заедничко мислење за и двете страни. Затоа што ние лекарите кои што вршиме естетски корекции на пациентот, всушност оставаме свој отпечаток на пациентот. Доколку пациентот каже нели каде извршил естетски корекции, тогаш тоа е нашата работа која што се гледа на самиот лик. Така да апсолутно би требало да се држиме до нешто кое што на нас не се допаѓа. Така, можеме да ги погледнеме тука и фотографиите, конкретно на корекции на усните кои што вие ги имате правено кај пациенти. Што е според вас во моментов убава усна?
Убава усна е апсолутно усна која што треба да биде, пак ќе кажам, во согласно со останатите се вели супединици на лицето. Значи, очите, носот и усните се едни многу важни супединици на ликот на секој пациент и тие треба да бидат пропорционални. Едни усни треба да бидат, да кажеме, приближно долги или еве широки, колку што е должината на носот или колку што е должината на отворот на очното јаболко во идеални услови, да кажеме. И ние при тие корекции навистина се трудиме да го постигнеме тоа нешто. Значи, ако навистина пациенти кои што имаат потанки, помали усни, може да се прави волуменизација или аугментирање на усните со пред се со филери кои што содржат хиалуронска киселина, за да се постигне таа пропорција, да кажем. Дали многу тенки усни може да се преобразат во убави, големи и полни усни? Навистина многу тешко, затоа што сепак усните се анатомија. Значи, односно во прашање е анатомија од која што зависи доколку можат едни усни понатаму да се волуменизираат. На прво место поради безбедноста, затоа што во самите усни внатре постојат едни артериски крвни садови, горна и долна лабијална артерија, кои што потекнуваат од фацијалната артерија. Навистина не би требало докторот да имплантира материјал кој што е во поголеми количини, кој што во иднина би правел компресија на крвните садови, па може да дојде до бледило, до помудрување на усните. Така да многу се внимава. Навистина во еден акт... Значи сериозни компликации може да се јават ако се претера. Да. Во еден акт апликација на повеќе од 1 милилитар хиалуронска киселина не се препорачува. Се случува да се аплицираат повеќе милилитри, меѓутоа можеби во некои наредни Но со 1 милилитар всушност може да се постигне убава квалитетна промена? Навистина зависи од некогаш и со многу помалку. И со половина милилитар може да се постигне благо нагласување, се зависи од тоа што збориме, нели? Што бара пациентот и што сметаме ние дека е доволно. Со возраста усната се менува. Старењето се забележува на усните. Да, усните дехидрираат и навистина усните го менуваат својот облик, својата форма и се намалуваат. И токму затоа кога ќе дојдат пак повозрастни, нели, пациентки на консултација, во која што ние како доктори велиме еве може да направиме благо волуменизирање на усните со цел да го вратиме младешкиот изглед во целина, нели, на ликот. Најчесто жените пак овде се поскептични, нели, и велат ама не, јас не сакам волуменизација на усните затоа што тие најчесто имаат представа дека ќе изгледаат навистина, не знам, вештачки или навистина многу ќе се познава еден вид дека направиле аугментација. Всушност ние во тој случај зборуваме за многу блага корекција, токму надокнада на волуменот и на таа хидратација на усните. Може ли да се врати хидратацијата на усните? Апсолутно, да. Со хиалуронски филер? Да, една од индикациите за апликација на хиалуронски филер кај усни кои што навистина често се суви, се луштат е апликација, да, на хиалуронски филер. Да ги поканим и гледачите да се вклучат во денешната Телма амбуланта на телефонскиот број 02 3076 677. Претпоставам дека ќе имаат прашања кои што се поврзани со денешната тема, естетски корекции, ремоделирање на лицето со нехируршки методи. Ќе се задржиме уште малку на усните, кога ќе се аплицира филерот. Колку време тој може да остане во усните и кога почува да се ресорбира? Но ова многу варира од пациент до пациент, затоа што сепак тоа е хиалуронска киселина која што се разградува и се метаболизира во организмот. Навистина има пациенти кои што еден аплициран филер трае до 1 година, додека кај некој не повеќе од 3 месеци. Но дали усните најбрзо се абсорбира во споредба со другите делови на лицето? Па не би рекла дека во споредба со останатите делови можеби најбрзо се абсорбира, меѓутоа ова е зависно од самиот пациент. И зависи од типот сепак на филер кој што се вбризгува, затоа што постојат потврди, помеки филери, едните траат подолго, другите помалку, меѓутоа пак едните се помеки, даваат поприроден изглед, додека другите малку поволуменозен, така да ова навистина пред да се прави корекција се разговара со пациентот во основа и тоа е најважното
пред да се пристапи кон апликација или кон промена, затоа што сепак тоа е една промена на ликот на жената, која што треба самата да биде свесна дека ќе биде присутна после тоа, нели? Треба самата да се прифати со таа корекција. Но ете, некој е незадоволен од таа корекција, не му се допаѓа, ќе се погледне во огледало, не сака Така да има се случува, да. волуменозни усни, може тоа да се смени, да се врати во првобитната состојба? Постојат препарати, така наречена хиалуронидаза, која што може да се вбризга на местото каде што е аплициран хиалуронскиот филер и да навистина да го разгради, да го растопи, се разбира со големо внимание, затоа што тоа се доста сериозни медицински препарати, средства кои што може да предизвикаат и сериозни компликации, доста сериозни алергиски реакции, така што навистина пациентот за ова нешто треба да се спрема, пред да се пристапи кон разградување треба да се изврши еден кутан алерготест за хиалуронидаза и доколку пациентот навистина нема алергија, може да се врши разградување. Се разбира, хиалуронидазата секогаш треба да биде присутна во една ординација каде што се врши аугментација на не само на усните, воопшто на ликот со хиалуронска киселина, затоа што некогаш може да се случи да има несакано вбризгување на грешка. Да, апсолутно, несакано вбризгување на хиалуронски филер, например во крвен сад, нешто кој што е апсолутна индикација да во истиот момент треба да се вбризга хиалуронска киселина. Што доколку не се односно хиалуронидаза. Хиалуронидаза. Што доколку не се забележи дека е вбризган хиалурон во крвен сад? Знаете како, тоа нешто е доста сериозна медицинска интервенција и доколку се врши од страна на лекар специјалист кој што има искуство со ова работа, бидејќи ова се сепак интервенции, би требало лекарот веднаш да забележи дека еве дошло до вбризгување на хиалуронска киселина во крвен сад. Затоа што самото место каде што ќе биде аплициран, значи тој побелува и така натаму, значи веднаш се забележува една различна дисколорација, да. А се случува ли појава на фиброзни ткива? Може да се случи после хиалуронот? Многу апликации или некои пациенти навистина да реагираат со стварање на фиброза на местото на апликација, меѓутоа тоа е нешто кое што навистина покасно се манифестира. Да. Може да се реши тоа? Може да се реши, да. Постојат препарати, кортикостероидни инекции кои што служат за Значи за се во принцип има решение. Да. Така, доколку некој сака, особено во повозрастни години, да си го подмлади ликот, што препорачувате најнапред да се направи? Волуменизација на усните или пак можеби корекција на виснатите образи, навистина зависи од пациентот. Не постои едно унифицирано правило, мора да го видите пациентот. Да, зависи од пациентот. Во последно време се поактуелни и попопуларни корекциите на подочниците со хиалуронски филери. Значи, не секогаш мора да се оди под нож, што би се рекло народно, да се направи хируршка интервенција за да се реши овој многу видлив естетски проблем. Знаете како, корекцијата на подочниците е навистина многу специфична и исто така докторот треба да процени дали и кои подочници се за не хируршка корекција, а кои треба навистина да се коригираат со помош на хируршка операција. Апсолутно не. Дури вака според мене многу малку подочњаци навистина се да речеме кандидати за нехируршка корекција. Кога постојат брчки на долниот дел, пример долниот точен капак, апсолутно овде вбризгување на хиалуронски филер не би помогнал. Туку напротив, уште додавање на волумен на една хиалуронска киселина, која што знаеме дека привлекува вода и понатаму може да оттекува, може да даде уште по-отечен изглед на подочњаците, така да навистина е многу важно претходно да се процени кои всушност подочњаци се за ваков тип на блага корекција. Имаше на интернет некои тестови, велат кренете го мобилниот, сликате се одгоре, доколку имате само темни кругови, тогаш може. Тогаш сме кандидати за хиалуронски филери, но доколку има кесенца, апсолутно тоа е веќе индикација за блефаропластика, односно за хируршка интервенција која што се врши од страна на специјалисти по пластична и реконструктивна хирургија и е подобро пациентот да направи таква корекција отколку
да вбризгува хиалуронски филер кој што може дополнително всушност да го влоши изгледот на подочњаците. Доколку некој е добар кандидат за корекција на подочњаците со хиалуронски филер, дали се нанесува хиалурон само во пределот на подочњаците или пак треба и во образите? Во смисла на анатомија, најчесто подочњакот станува видлив кога кога средното лице, ние така велиме, кога средниот сегмент од ликот почнува да свиснува. Така што многу често најпрво се врши корекција на средната третина на лицето, односно волуменизација во делот на образите. Значи средната третина е делот кој што го опфаќа носот и јаболкниците. Ако ликот го поделиме на 3 хоризонтални еднакви дела, едната почнува од од почетокот на челото до глабелата, односно до делот кај што почнуваат вегите. Средната третина е од тој дел до коренот на носот и третата третина, односно долната третина на лицето е од врвот на носот до брадата. Така да зголемување најпрво на средното лице, односно на средниот сегмент под подочњаците за еден вид потпора на понатамошните корекции кои што би се правеле, а потоа вбризгување на филер во подочњаците. Денеска може да биде многу очигледно кој направил некоја нехируршка интервенција со хиалуронски филер и сите изгледаат исто, имаат истакнати јаболчници, дури премногу. Затоа кажав дека тоа е некој тренд кој што можеби низ годините се следи, не секогаш е добар, бидејќи што се однесува и до јагодиците, навистина треба да бидат симетрични. Затоа што има пациенти кои што анатомски самите тие имаат нагласени јагодици, доколку со годините свиснуваат, навистина докторот може малку да ги аугментира со додавање на хиалуронска киселина, меѓутоа од еден пациент кој што анатомски нема нагласени јагодици, например има нагласена долна третина, има нагласена мандибула, тоест долна вилица, тогаш навистина потешко се постигнува тој изглед на нагласени јаболкници. Ние можеме да ги погледнеме и овие фотографии пред и потоа. Јас ќе побарам од режија да бидат пуштени за да може да видат гледачите која е разликата со нанесување на мала количина. Еве веќе можеме да видиме пред и потоа. Кажете ми сега тука што е всушност работено. Да, ова е една пациентка која што сме ја работеле на еден избор за тренери во Турција. Затоа се фотографии кои што може да се прикажат. Да. Овде, кај оваа пациентка е направена на прво место токму тоа. Нели пациентот секогаш го прашуваме што е тоа што им пречи, бидејќи пациентот за да дојде на естетска корекција веројатно има нешто кое што не му се допаѓа на своето лице и да кажеме еве кај оваа жена најчесто пациентите не знаат да објаснат конкретно, не знам, ми пречат јагодиците или ми пречат назолабијалните бразди, туку кажуваат ми пречи уморниот изглед или потажниот изглед. Така да наша работа е со корекција во одредени сегменти на лицето да направиме тој изглед да биде малку по ремоделирање да направите. Токму така да направиме моделирање и тој изглед да биде посвеж. Така да овде е направена аугментација, зголемување на јаболкници, зголемување и волуменизација на усните и пополнување на назолабијалните и марионетните бразди со хиалуронски филер. Колку често потоа ќе треба да се нанесуваат овие филери за да се задржи изгледот што сте го постигнале? Да, ова навистина зависи, како што кажавме, од пациент до пациент, колку самиот пациент може да има неговиот организам, колку време ја толерира таа хиалуронска киселина пред да ја разгради. Така да најчесто повторни корекции, некогаш пациентот нормално дека откако ќе му направиме една естетска корекција го како правиме ние, нели, го гледаме на контролен преглед најчесто по 2 недели за да видиме дали е се во ред, дали треба некаде да се направи тој така наречен тач-ап на некој места, уште малку додавање за приближна симетрија, да кажеме. Меѓутоа, најчесто по половина, по 1 година, кај некои пациенти дури по 2 години се случува да треба да се изврши повторна корекција на истите делови. Може при тоа да го смените филерот, да ставите од друг производител, бидејќи спомнавте помеки потврди филери? Во самите филери, покрај хиалуронската киселина, постои еден сепак синтетички врзив материјал,
кој што ја прави таа хиалуронска киселина да стои нели на местото каде што е аплицирана, и токму тие така наречени крос-линкери се оние кои што можеби од различните производители различно се толерираат, и во нашата пракса гледаме на вистина кога ќе започнеме кај еден пациент со еден тип на хиалуронски филер да продолжиме со тој истиот, или доколку набрзо има естетска корекција во рамките на 3 или 6 месеци да биде од истиот. Веќе по една година навистина може да се смени брендот, ова е пак индивидуално. Дали во изглед оваа трансформација постигнавте само со хиалуронски филери, Да. или пак има потреби за ставање на ботокс? Ова конкретно само со хиалуронски Значи филери. не секогаш треба ботокс да се употреби, затоа што Апсолутно, некогаш тоа се сосема две сосема има сваќање различни дека нешта. убедување како вие две работи удат рака Да, многу често пациентите ги мешаат, многу често ботоксот мислат дека се хиалуронски филери, нормално пациентите имаат право да не знаат, затоа ние треба да им објасниме, значи ботулиновиот ботоксот, тоест ботулиновиот токсин е нешто сосема различно од хиалуронските филери, значи тој не пополнува, туку се аплицира на одредени делови на мускулот под кожата, кој што е одговорен за мимика, односно за формирање на мимички брчки. И така аплициран, всушност го релаксира мускулот и тој се парализира еден вид, односно престанува да има контракции, и на тој начин во тие сегменти каде што е аплициран, кожата мирува и не се создаваат мимички брчки, и всушност се постигнува корекција на браздите и на брчките. Најчесто ботокс нормално според како е одобрен од FDA за користење се аплицира во глабелата, тоест во делот на челото помеѓу вегите за корекција на глабеларните линии или брчки, во челото нормално за некогаш за подкревање на вегите. Меѓутоа постојат и секако оф-лейбл, нели, користење на ботокс низ годините, така да се бризгува и на мускулот околу окото за корекција на фините линии околу очите, некогаш и во долна третина, при нагласена мимика на долната третина на лицето, така да зависи навистина од мимиката на пациентот. Може ли со ботокс да се подигнат вегите, да речеме? Може, да. Може да се вбризга ботокс во одреден сегмент на челото, кој што ќе направи релаксација на едниот дел и всушност кревање само на страничниот дел на веѓата, и на тој начин окото изгледа навистина поотворен. Но постои ли опасност и да падне очниот капак? Апсолутно, да, тоа е една од најтешките компликации сметани врзани за ботоксот, тоест паѓање на веѓата или паѓање на очниот капак. Се разбира пак како се работи безбедно во граници на безбедни количини кои што се вбризгани на ботулинов токсин и безбедни реги, не би требало ова да се случи. При тоа и пациентите навистина треба многу да внимаваат што понатаму вршат откако ќе се извршат овие естетски корекции, затоа што после ботулинов токсин пациентот не треба да посетува сауна, парна бања, не треба да има физичка активност, бидејќи ботулиновиот токсин се вбризгува на одредена точка, да кажеме, на мускулот под челото, еве на фронталниот мускул, под кожата на челото, и тој можеби, ако пациентот понатаму има поголема физичка активност, навистина да дифундира, нели, на место на кое што не бил вбризган, и на тој начин да дојде до спуштање на очен капак и така натаму. Тоа значи масажи на лице, класични козметички третмани може да се прават? Веднаш после апликација апсолутно не. А при спиење, ако имаме се советува ставено пациентот хиалуронски 4 до 6 филери? часа откако ќе биде аплициран ботулинов токсин да не спие. Особено не на Да лице, биде булет, а доколку има филери во лицето, може тие да се изместат ако некој спие Апсолутно со лицето на перницата? Значи филерот би требало, се разбира, доколку е правилно одбран филер со правилна техника на инјектирање, да остане на местото каде што е аплициран. Се случува при мимика, најчесто при апликација на хиалуронски филер во усните, навистина да може да мигрира филерот, меѓутоа тоа е нешто кое што не може да се предвиди. Се почесто млади девојки, момчиња во 20-тите години почнуваат да ставаат ботокс пред се, сметајќи дека на таков начин ќе го превенираат старењето, односно појавата на брчките, односно превентивна употреба на ботокс против старење. Можно ли е тоа? тоа? Да, навистина, како што кажав, бидејќи ботоксот се аплицира на мускулите кои што се одговорни за мимичките брчки,
се смета дека колку порано се постави ботулинов токсин, нема да се направат мимички брчки. Може би, мој совет е да се аплицира во моментот во кој што на пациентот веќе тие мимички брчки почнуваат да стануваат евидентни. Видливи. Да. Значи, тоа е тој момент кога би требало бил во ред, превентивно да се реагира, а доколку се веќе создадени и се длабоки, Тогаш може да се навистина не коригира? би можел да помогне ботулиновиот Не? токсин сам по себе. Да. Што тогаш додавате покрај ботулин токсин? Тогаш би Фијалуронски требало филер? да се вршат други Ласер? Може ласер, може други да се користат уреди кои што ќе направат навистина Промена корекција. видлива. Да, промена. Овие третмани треба да се прават во болнички услови, а никако тоа да не се прави во козметички салон. Зошто е тоа така? Апсолутно, бидејќи на прво место ова се медицински интервенции. И треба да се вршат од медицински лица, односно од лекари кои што се соодветно обучени за вршење на овие интервенции, бидејќи како што кажавме, може да најпрво се потребни стерилни услови. Значи да самите интервенции се извршуваат во чисти услови за да не дојде до инфекција на местото каде што е поставен самиот материјал и се разбира од доколку се врши од лекари кои што се обучени за оваа работа, не би требало да има компликации. Така, во клиничката болница Жан Митрев има обучен тим кој што ова успешно го работи. Претпоставам дека имате многу пациенти заинтересирани за сето да. ова. Постојано се бараат ваков тип на интервенции, ваше е да процените што е добро за нив, а што не. Сигурно ги давате насоките. Јас ви благодарам многу за вашето денешно гостување во Телма амбуланта и што ни дадовте низа насоки поврзани со оваа си поактуелна тема, бидејќи филерите и ботоксот ги употребуваат и младите, но и повозрасните, како жени, така и мажи. Ви благодарам и јас за поканата. Се гледаме повторно. Се гледаме во некоја наредна прилика. Почитувани, ова беше се во денешната Телма амбуланта, реализирана во соработка со клиничката болница Жан Митрев. Ви благодарам на вниманието со кое што ме следевте и се надевам дека добивте корисни информации кога станува збор за ремоделирањето на лицето по нехируршки пат. Ете, можете да ја зачувате вашата младост и убавина. Имете пријатен ден.